Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со животот и трагедијата на битолските евреи ја
документирал во посебна книга битолскиот професор во пензија Ѓорги Димовски Цолев, кого ние и во други прилики го имаме ангажирано во оваа емисија да ни изнесува од богатото историско минато на овој град. Еве и овој пат предмет на оваа негова дискусија, да речам, или кратко излагање, ќе бидат битолските евреи. Сега вака, за битолските евреи ја напишав оваа книга, работев врз неја подолго време, истражував во нашиот архив, литература посебно и излезе на видео 1993 година. Книгата, како што гледате, прилично богата, затоа што го следам нивниот живот од идење и пред идењето во Битола. За евреите накусо, тоа се стар народ, живееле во Арабија, номадски, барале погодни пасишта, погодни место за живење, се населуваат и во Палестина, тамо веќе во формуваат и државни организации, тие во племиња биле. Давид царот ги обединува 1000 година пред наша ера, потоа тие паѓаат во робство, те еднаш под асирско, после под вавилонско робство, пак се ослободуваат. И во тој период кај нас ќе имаме веќе и државата на древните македонци, Филип, Александар во своите походи, и тој ги покорува, меѓутоа со нив благо постапува. Имаме една многу фина легенда за неговото благо постапување спрема евреите, така тие се однесуваат и благодарнички, ако да кажеме, захвалничи. Во Шпанија во 15 век ја имаме реконквистата, односно протерување на маврите од Шпанија, кои што господареле, и таму се формира трите држави: Кастилија, Арагон и Португалија. Со брачна врска меѓу Фердинанд и Изабела од Арагон и Кастилија се оформува шпанската држава и Португалија посебно сија. Во тие држави се донесува од страна на шпанската власт на 1 март 1492 еден акт по кој сите нехристијани, а тоа се однесува на маврите и евреите, или ќе преминат во христијанска религија или треба да се иселат. Некои се иселуваат благовремено, некои мислат дека тоа ќе помине, некои ја прифаќаат христијанската религија, меѓутоа дома пак си се понашаат, односно се однесуваат како кон старата религија. Тие така ги вика марани. Пристаниште кој што ги прибирало овие што бегат од Шпанија, сега преку Солун, веројатно преку Солун се прошируваат и во други градови. Тоа не значи дека тоа прв пат идат. Имало евреи уште од римско време, имаме ние во Стоби Авра, односно синагога пронајдено, кај нас во Хераклија се уште нешто нема, може немало, не знаеме, не можеме да тврдиме, ни едно и друго. Во Охрид имало општина еврејска, тоа се знае, точно се знае. Значи имало и пред тоа. Меѓутоа масовно населување од Португалија и Шпанија е после ова протерување, тоа што го спомнав, сега тука доаѓаат и португалски и шпански евреи. Овие евреи во Битола си имале посебно гето. Тоа е кај воглавно, кај денешниот уред или здравствен дом. Тие тука живеат во едно гето, изолирано, плашејки се да не би има погроми, како што имало во други држави, како што и во Шпанија му стана тој погром, да мора да ги изгонат. Во тоа гето пополека, реков, кај здравниот дом, но пополека, гледајќи дека ова население е така, да речем, миролюбиво, не, толерантно, почнува да излегуваат, да се префрлуваат преку Драгород и да има населби и други, и така се формираат и повеќе мали, што викаме ние, мало, литературно, мало, такви мали се формирале и надвор од тоа гето, и сега тие живеат заедно со ова население, пак се тие главно таму, меѓутоа живеат, тргуваат.
позаимуваат пари ако се сарафи. Занимањата им се различни во средниот век. Дури имаме и луѓе кои што раководиле со каравансараи. Имаме луѓе кои што лозја купувале, имаме луѓе што позаимувале. Нивниот живот е горе-долу како животот и на сите други во Битола. 16-17 век. Тука е интересно. Едно време христијанското население во Битола било во малцинство во споредба со муслиманското и еврејското. Тоа е негде кон 16-15 век. Меѓутоа со тек на време полека се пополнува со идење на христијанско население од околните села, со лашкото население, кога таму веќе ги гони али пашајанински пребегнуваат мнозина и во овај крај, а полека се оформува и нивна чаршија, што ја викат во градот, еврејска чаршија. Имаме не влашка чаршија, еврејска чаршија, па имаме и чаршија кај ругозините, рибарницата, казанџиите и така натаму, со други зборови. Тоа е веќе крајот на 18 почеток на 19 кај што се оформуваат тие пазари, тие чарши, кај што се тргува, кај што се носи стока за напазар и веќе имаме нов тип на производство. Македонија беше под бугарска окупација. Оние евреи што беа во Бугарија не беа депортирани. Овие во окупаторскиот дел на Бугарија беа депортирани. Со други зборови, имаме многу интересен пример. Мориц Романо беше затвор во Бугарија како комунистички деец, антифашист. Бидејќи во затвор, не го зафати депортацијата. Сите негови што беа во Битола ги зафати депортацијата. Во Битола постоеше еврејска фамилија Фараџи. Таа беше со тројца синови. Едниот син за време на рацијата успеј да избега во Албанија, а покретот, разбираш, го склони неговиот син, Фараџи Леон, во куќата зад румунската школа. И таму тој остана околу 6 месеци. А со обзир дека имучен беше татко му, на децата му остае нешто злато во вид на Наполеони тогашни. Тој, разбираш, демек ојде кај ова србиката и остана 6 месеци, се сеќавам. Арнома искаже на желба, оти кога му кажавме дека германците се повлекуваат, и значи дека ратот е при крај, и тој искажа желба дека сега веќе е можда слободно да може да излези. Ние го саветувавме да не оди, дека уште е рано, вистина дека се повлекуваја германците, ама уште беа јаки. Тој настојаваше по секоја цена да оди. И еден ден, да речам, некаде во пролета, во 44 година, тој излезе и се упати кон ресторантот на Гурман, кој е во центарот на градот, и сакаше да јади пача или чорба, што ја викавте ние шкембе чорба. Тука некој изгледа од агентите битолски, бугари, го познаваше и го виде. Ојде в полиција, го пријави и полицијата знаеше местото кај е, ојде и го најде, го уапсија и го депортираја. Поќе за него не се разбра, тој изгледа ојде во Треблинка, таму во гасните комори загина заедно со другите евреи, а брат му Рафаел Феља избега во Албанија. И таму се представи како албанец. Тука морам да кажам еден епизодат, што тој ни ја кажваше, бидејќи ќе кажам и то, дека тој беше ученик во Битолската гимназија, испадна во време на ратот, разбираш, мораше да бега во Албанија, а неговите родители во Грција. За родителите негој поќе не се разбра, а тој во Албанија некако се како сумњив му испадна.
и тој бидејќи беше праен сунет, се докажа дека е албанец и во тоа беше слободен. По ослободувањето, тој се врати овде во Битола, а во тоа време се оформуваше Израелската држава. И се даде еден оглас да евреите кои што сака да одат во Израел, му се дава можност да одат, да се ситуираат убаво, да му дадат школување, да му дадат работа и така натаму. Од тогаш во Битола јас памтам тројца евреи што ојдоа Алберт, тој беше соученик мој, разбрав, во гимназијата, Рафаел, и тој ојде во Израел, се насели во Хаифа. Таму се ожени за еврејка, а незиното партизанско име е Олга. Рафаел секоја година не можеше да издржи да не дојде во Битола, мислам откако си ојде во Израел, и тука, разбираш, ни раскажуваше како е сега ситуацијата таму. Се заинтересиравме да разбериме нешто за родителите негови во Грција, не го разбравме тоа. А како што ви кажав, тој после идеше скоро секоја година, сега веќе има 3-4 години не иди, веројатно и остаре, оти тој е негде сега околу 80 на години, така да поќе со него не одржаваме врски. Така во живеењето со евреите во Битола имав на моменти, например, кај што беа многу интересни. Ето лично јас, како дете од 17 години, со мајка ми отидов во трговскиот дуќан на Челебон, кој што продаваше штофови за оддело. И мајка ми му рече да ни дај нешто поевтино, пошто е криза и немаме доволно пари. А јас, мене како млад, ми се напна окото на еден штоф и кој реков, она го сакам. Мајка ми вели, немаме пари за него. А Челебон ни се обрати, госпоđа, дајте му на детето кефот, не му го расифајте. Ама немам пари за него. А тој му рече, не, вие ќе го платите како ова е ефтинио, а ова е скапио ќе го платите. Голема болка носам за тие луѓе. Тие беа многу добри луѓе, добри граѓани, живеевме заедно. Има многу содржини во тоа време, значи како имаја тие тргови тука, тие најпоќе ги привлекува битолчани, имаја начин, имаја широкогрудност, да ви кажам. Јас ка не бев, ко се случи таа несреќа, јас не бев во Битола. Јас бев во Сплит во тоа време, бидејќи и нас, тога бидејќи мажот ми беше Хрват, моравме да се одиме од Битола. И кога дојдов, ко се вратив во 46-та година се вратив, кој ми кажа, доста га ми падна во душата. И ден денес та болка ја носам за тие луѓе. Јас имав и другарки. Имав од Пардовци. Има едно чупе, се дружев. После имавме тука на главната улица, имавме една работеше, имаше дуќанче близо Епинал, Естерина се викаше, имаше сестра Мери, Мери се викаше, ако еврејка, Мери се викаше, имаше и братче. Таја трукираше тука, трукерка беше. Па често навраќав таму, бидејќи во тоа време, знаете како девојчината везеја, се припремаја за брак и така. Одевме кај таја Естерина, таја беше трукерка, трукираше, преведуваше на платно разни шари за везење.
А да ви кажам, што да ви кажам, многу има да кажам, а пак ништо така, ништо важно. Важно, најболното е што ги нема. Не можам тоа да го преболам. Жалам за сите. Оти толку беа човечни, толку беа добри луѓе, големи домаќини. Ние имахме и куќен пријател, Саламо се викаше, продаваше овошје и контактирахме со цела негова фамилија, а особено јас Ѓудев имаше дуќан од овоштие. Дуќанот тука негде му беше близо Безистанот, што е сега, што е вика еврејската чаршија порано. И толку беше добар тој човек и непомирлива сум за него и за сите сум непомирлива на тако свиреп начин да завршат. А само еден случај, пред да си одам од тука, имаше една фамилија Пардот, исто трговац, млад човек, беше 35 годишен, имаше прекрасна супруга, имаше две дечина и мажот ми ме поврза со нив, рече да одиш таму за да ми покажат, бидејќи јас бев бремена, да ми покажат шо облека да направам за она што ќе се роди дете. И ојдов кај тие прекрасни луѓе и само што седнав, тоа ми остана врезано во памето, само што седнав и навраз да се појавија двајца високи офицери германци. Се попарија луѓето, јас не знам шо, не знам оди таква мрзња постои, да може такво нешто лошо во човекот да види. И стане луѓето, супруго на таја кај што отидов и таја исто вџасени, уплашени, стана и ги пречека офицерите и се прекина она што планиравме за да ми покажат. Што ми требаше да ми покажат за што да направам за идното дете што ќе дојди, каква облека да направам. И да ви кажам, не мислите ходи, може да мисля толку лошо овие германците, не мислите ходи, може толку лошо да направат. И што се случи со тие луѓе, после не знам, јас си ојдов во Сплит и не знам што се случи, главно кога дојдов во градо, никој не најдов, само Морице Романо. Два пати дојде кај нас со мажот ми го учеше, ученик му беше. И то, само Морице Романо, и исто така ми дојде, еднаш ми дојде од Израел, дојде некој ученик, точно презимето дали Калдерон беше, не знам точно. И јас бев станата рано, слезена во двору и тоа дете некој слушам на улица, летно време беше. 5 сатов беше, али веќе се движеа луѓе и слушам некој зад порта како се движи, како нешто разговара. И кога јас ојдов до портата да видам, и ми вели професорот Аглевич каде седи, ми велам точно во ова куќа. Ви се молам, рече, станете го, ми беше професор, сакам да го видам. И јас отидов горе, се качив на горниот спрат и го разбудив мажот ми, му велам дојди доле, еден твој ученик е дошо од евреин. И
мажот ми одма слезе, кој се измилуваја, избацуваја, плаче едно, плаче другио. И ми вели, рече, знаете што, толку ни е убаво Израеле, толку напреднати сме, толку е се организирано, али ова што ми се случи тука, рече, то никогаш од душата нема да ми излези и никогаш нема да бидеме весели, како да речем, така. Рече, ми изгинаја толку души од фамилијата. Ми изгинаја братучеди. А шо не изгина да ви кажам? Да ви кажам поединечно, само целевон шо луѓе беа. Колегата Митко Богдановски, сега пензионер на ЗК Пелагонија, еден подолг временски период ги истражувал судбините на битолските евреи, односно и нивната поврзаност со битолчани. Регистрирал доста настани, дури напишал и монодрама, затоа и се обративме кај него да ни изнесе некои своји печатоци.
без евреите не може да се, кога се зборува за Битола, не може да се одминат евреите. Евреите се еден дел од неговата историја на нашиот град. Тие имат многу интересни нешта за ним да се кажува. И јас пред 5-6 години, може би и повеќе, започнав да истражувам за нивниот живот овде во Битола, за нивните судбини. Нивната судбина е позната. Од 3000 и кусур евре и 200 во Битола ни останаа само неколку живи и неколку што побегнаа во партизаните. Има потресни судбини. Јас имам напишано за нив 2 фелитони во Битолски весник во 2001 па и во 2005 година, како и во меѓувреме некои други написи. Инаку покажување, автентични кажување на луѓе битолчани, сум напишал и еден расказ Исаковиот поглед, поточно тоа е моје собствено доживување, не е кажано од некој друг, како и една драма Духот на Енрико. Можам да се пофалам дека Духот на Енрико ми е откупена како монодрама на битолскиот конкурс. Меѓутоа, покрај тие работи има некои нешта кои не сум ги публикувал и кои, морам да признам, не знам ни како да ги публикувам. Например, една работа која што ми ја кажа покојната мајка на мојата сопруга, се однесува за една кукла. На времето, за време окупацијата, таа кукла ја подарила на едно девојче еврејче од комшиите, инаку ќерка на жена која идела, чистела во куќата на баба ми. Откога ги депортираа евреите, таа со сопругот отишла на гости кај еден бугарски офицер, инаку по потекло од Битола, и на свое зачудување ја видела куклата. Таа кукла што таа е подарила. Кукла која мижела и која при одредена положба плачала. Вознемирена, не можела да доседи на гости, туку со својот сопруг се отишла дома. Јас во еден момент пробав да пишувам за тој случај, меѓутоа не знам. Не можев да пишувам. Веројатно, при некој друг случај тоа ќе го искористам. Една иста таква случка, потресна случка, се однесува за едно девојче, исто така еврејче. Неговата мајка сакала тоа девојче да го засолни пред да бидат депортирани евреите. И отишла во неколку куќи, кај улицата Борка Талев, модерното, горе над Чинорот, тука е таа улица, и пробала да го дај детето да му го чуват. Арнома, луѓето уплашени, никој не се согласил да го земи детето. И по депортацијата, за ними повеќе ништо не се слушнало, освен тоа дека тие се во Треблинка загубени, истепани. Имаме и уште еден интересен случај за кој би сакале да се произнесите. Во мојата зграда, каде што живеам, имам соседка, прилично возрастна, која е од семејството Давкови, Зора Давкова. Таа на времето, баш тогаш кога се подготвував да пишувам за евреите, ми кажа една многу интересна и потресна историја. Тоа се работеше за незина пријателка од семејството Леви. Тоа семејство живеало на местото сега кај што е Стопанска банка. Во една голема убава куќа и постојано се дружеле. На денот, односно по денот на депортацијата на евреите, тетка Зора или господја Давкова отишла на местото каде што живеале тие, не во таа куќа, оти ги иселиле пред известно време бугарите, во еврејската мала од другата страна, од левата страна на Драгорот. И кога на прозорчето
веднаш до вратата, од левата страна на вратата, видела куп од фотографии. Госпоѓа Давкова ги зела фотографиите и ги чуваше цели 50 години без никому да каже ништо. Мене во еден момент ми ја кажа таа историја. И од како таа историја беше печатена во весникот, Битолски весник, таа го испрати пишаното до роднина во Израел, во Тел Авив. По известно време добива писмо од Тел Авив, од таа роднината на семејството Леви, во кое писмо може би е она најзначајното, најубавото, најилустративното кажано. Вика, кога би имало повеќе луѓе како вас, светот би бил поинаков. Јас, Десановски Георги Десан, битолчанец, дипломиран уметник, моето творештво го почнав уште од далечната 1958-59 година со уписот на Ликовната академија во Белград. После дипломирањето доаѓам Битола, заминувам за Париз. Тоа се случи некаде 63 година. Како уметник живеев 7 години во Париз, работев, творев, но цело време, за моето детство, од гимназија и навамо, не можев животната слика на некогашното моје детство да ја заборавам како терет на мојот живот. Тоест, екзодусот на битолските евреи на моите сограѓани. Со таа цел, со тоа моја минато, јас му посветив добар дел од моето творештво на тие мои сограѓани. Трите самостојни изложби докажуваат дека нешто што ме будеше, нешто што требаше да го овековечам, тоа беше екзекутираната Сара, битолската еврејка, која во мојата фамилија беше како васпитачка, како едностранно да се речи, како негователка на мене, на сестра ми, на помалиот брат. Таа беше должна да не носи во француското училиште. Таа беше блиска роднина или братучетка на Бено Русо. Но Бено Русо беше во келијата на Кочо Десан, мојот стрико. Тој ја препорача да дојде во нашата фамилија и таа беше добре дојдена, сиромашка жена со својата ќерка Матилда и својот син. Мажот му беше многу сиромав, таа беше приморана да работи и како перачка, и како васпитачка, и како учителка. Не бираше начини или не бираше струка каде и како да дојде до пари да искрени својата фамилија. Последниот ден, 10 март 1942 година, мене во моето детство остави една таква болна трага, не само мене, него и на сестра ми, и на брат ми, бидејќи мајка ми покуша и татко ми да ја скријат Сара со Матилда, но бугарите, бидејќи 42 беше провалата и секој дневна проверка и полициска истрага имаше, проверка, така да дојде, знае дека имаме еврејка во куќата, дека контактираме со евреите, дека сме блиски, и тука цело мало околу мене, кај што и сега живеам, беше еврејско, тука Медонс, тука Абраванел, јас живеам на Никола Тесла 53, некогашниот Ан, кој беше легло на комунистичката партија, тука се носеше оружје, од тука се транспортираше. Да не должам многу, таа Матилда, Сара, нејзиното дете кој беше болно, последните мигови, бугарите
пикнаа во колоната од нашата куќа, претејки дека ќе ја убијат мојата мајка. Сара излезе од скривницата, сама се пријави со керка му и замина бугарите со клоци по скалите дрвени, ја тркала ја, турка ја пикнаа во колоната, а ние на прозоро, јас и мојата сестра со солзи ночите ги испративме последните евреи кои заминуваа за према железничката станица. Од тој момент, долги години, и како гимназија, и како во основно училиште, јас не можев да заборавам никогаш на тие мои сограѓани. Викам сограѓани, бидејќи после однесувањето, после последните мигови на бителските евреи, ние во таа цела мала ги баравме, како деца трчавме, баравме, дали ќе ја најдиме Матилда, дали ќе ја најдиме овој, дали ќе најдиме од евреите, бидејќи тука беше скоро Рузвелтова и другите таму улици беа скоро 90% еврејски куќи. Делот од моето творештво го посветив на трите самостојни изложби, а сега, на 11 март 2007 година, ја спремам четвртата самостојна изложба, исто така инспирирана за бителските евреи, инспирирана од еврејските гробишта, од надгробните споменици, релјефите, така да јас во мој еден приказ ги реализирам во релјефна експонажа и во релјефно дело, што ретко се случува кај бителските творци. Едни викат дека е уметност, други дека применета уметност, но сепак јас покрај платната посвети на бителските евреи, посветувам и на релјефот. Иначе моите контакти не прекинаа со евреите и во Париз. Јас во Париз секогаш пазарев и купував, имав и пријатели, бев во близок контакт исто со евреи од Битола кој претходно замина, кој останаа живи, во контакт исто со сегашниот председател на југозападниот регион на еврејската заедница во Париз. Јас сум сопруга на Павле Кипровски, покојниот. Во нашата куќа, каде бев нажена нормално, живееше еврејско семејство. Тоа еврејско семејство членуваше од 3 деца, маж и жена и на баба. Долго време беа таму, се помагаја нормално, многу ги помагаја нашите, бидејќи беа тешки времињата. И другаруваше со сите нина. Во тоа време се разболи Гамдиел од туберкулоза. Али немаше можност и лекарства за да се излечи тој уметник. Гамдиел Газатсто е уметнико. И така детето почина. Пред да дојди ова во Требдинка, мажот ми сакаше сите да ги спаси, ги молеше. Дајте, имам можност јас да го однесам. Меѓутоа, тие за таа кутра баба, никако не се решија кај да остави. Ма да му веле, оставете кај нас, колку ќе живее толку. Не мора вие бабата да се секирате и да ја влечкате. Не, остануваме како сите и ние. Тогаш се обрати на Нина. Нина, со сестра ми си голема другарка. Дај барем ти спаси се. Не можам да ги остам, брат ми и мајка ми, татко ми. Иначе Ерик, таткото, беше трговец. Мајката беше пијанисткина. А Гамдиел, уметник нормално. Овие другите деца после се занимава кој како можеш. Знаете какви беа времината тогаш. Не може да се кажи шо беше и како беше.
Послем тоа, пред да ги кренат, го замолија мажот ми, му е дадоа папката, ова, ако еден ден се вратиме, ке те молам да не ги вратиш да ги пасиш. Ако не, тоа е твое наследство. Бидејќи ние удривме на многу начини да видиме дали има фамилија, не постоеше никој кој можеше да дај врска со негова фамилија. Така тие останаа кај нас до ден денес. Јас ја имам таа збирка, имам, реков, и стрипт, имам доста фотографии, имам и фотографии од фотограф, од таткото, од мајката, од Нина, имам и такви фотографии, не само овие кои ги работеше син му, и автопортрет негов имам, и работеше туш, графика, акварел, со можностите што му беа него во тоа време. Немало ни харти, не едно, ни друго. Знаете во какво време за сите немаше, не само за него. И така до ден денес тие се сачувани.